на Коле Канински, еден од многуте борци кои го положија својот живот за денешната наша слобода. Првоборецот Никола Тодоровски Канински е роден 1914 година во селото Канино. Како комесар на првата македонска ударна бригада, тој загина 1944 година. Битола уште од предвоениот период стана центар на развиено револуционерно движење, кој под раководството на Комунистичката партија на Југославија прерасна во сенародна борба и револуција. Во незиниот виор го даде својот живот и Коле Канински. Од нашиот град се и народните херои Стив Наумов, Елпида Караманди, Ванјел Тодоровски мајорот, Естреја Олади Мара и други. Ние најмладите се учиме на нивниот пример како се сака и како треба да се брани татковината и слободата, кој на нашиот роден град му отвори најсветли перспективи. Песната што исполнува нашиот училишен хор посветена е на револуционерна Битола. Битола денес е втор по големина град во Социјалистичка република Македонија. Основан е по доаѓањето на словените на Балканот кон средината на 7 век во непосредна близина на разурнатата античка Хераклеја. Наоѓајќи се во плодната Пелагониска рамнина и на некогаш познатиот римски пат Вија Егнација, Битола во минатото бил еден од најзначајните стопански, просветни и културни центри на Македонија. Речито за ова зборува и податокот дека на почетокот на овој век Битола имала околу 100.000 жители, повеќе училишта, театар, развиен културен и музички живот. Битола уште ја нарекуваат град на конзулите и град на клавирите, но и град во кој живееше и работеше Милтон Манаки, првиот филмски снимател на Балканот. Битола е и центар на револуционерниот округ, во кој најголем замав во 1903 година зеде Илинденското востание, а можна значајна улога Битола играла во текот на долговековното спротиставување на македонскиот народ против османлиското робство и другите завојувачи. Економскиот растеж на овој град го запират Балканските војни и Првата светска војна. Naša ta mila
Културниот растеж на мојот роден град започна дури по ослободувањето на нашата татковина. Во изминатиот 33 годишен разбиток во слободната татковина, со илани одушевување се пристапи кон обнова и изградба на стопанството. И Битола постигна огромни резултати на сите полиња. Израз на развиена и модерна индустрија, современо земјоделство, а богатата културна традиција го возможи неговиот мощен динамичен културно-уметнички растеж. Мојот град на Драгор уште го символизираат и нови широки асфалтни улици и булевари, а солитерите доминираат во новите стамбени блокови. Исто така, во непосредна близина се наоѓаат прекрасни пейзажи на националниот парк Пелиста. Ние најмладите сме свесни дека се што до денеска е постигнато е плод на нашата слобода, чиј символ е 29 ноември, денот на Републиката и нашиот сакан Тито. Затоа песната што ќе исполниме му ја посветуваме нему.